Данокот на најавеното отсуство на филозофијата, етиката и логиката од гимназиските курикулуми се плаќа авансно. Дебатните клубови замислени како простор за размена на мислење и соочување на факти и докази ја губат својата смисла. Не ве чувака да критикувате Заев кога се стави реформатор на телото главен како премиер. Ја првото нормално е да критикуваш актуелната власт. Па падна Заев, не знаеме ни кај. Полека смирате. Ајде вака. Полека малку. Ова не дозволувам. Ама не е ова Не, напад, ова се ние да го браниш Мицкоски, дебатираме. ова да бега. Јас Да се бега и нема баш каде оти ништо повеќе не е исто. Се е скарано со досега познатите закономерности и категории и препуштано на правење на нови множества со само една непроменлива. Како во минатото, ВМРО ДПМНЕ беше поблиско до бугарите, а СДСМ до србите, потоа се сменија работите одреден временски период и СДСМ стана поблиско во право до тие се сега политики. ВМРО е поблиска до србите тоа. Знам е нешто ново, Вие дефинирано сте си имале како константа на тоа прашање блиски до србите. Изгледа оттаму и доаѓа идејата на македонскиот вице-премиер. Со омилениот лик од црните листи, а да не е претходникот Артан да се обиде да ги импресионира актуелниот шеф, па и да се надева дека е можен пресврт во размислувањата на лидерот на опозицијата. Отиете баш тие знаеле кога и каде да се престројат. Предност е и на председателот Вучич и на председателот Додик и на српскиот народ генерално, што најголемата поддршка во Европа Доналд Трамп имаше од српскиот народ. Може би ова изгледа како исклучителен потек, но за да се дојде до него сепак е потребна мудрост, а за да се спори со такви аргументи, веројатно мора да се учи од оние кои уште во антиката биле предодредени да водат. Основата на сето знаење, како што досега било познато, е филозофијата. Критично мислење. Децата првенствено се соочуваат кога почнуваат да учат математика. Математиката не е собирање и вадење, множење и делење. Математиката е мислење. Математиката, како и филозофијата, се разбира се од исклучително значење, особено во политиката. Таму 1 и 1 не се 2, па затоа и полесно се објаснуваат суштинските разлики во мислењата кои влијаат на перцепцијата, како база за три. На минимална плата не се добиваат и губат избори. Се добиваат и губат избори на играње фудбалчиња, во канцеларија и баскет. Така се добиваат и губат избори. Има веројатно и други причини, но барем се гледа дека опозицијата се труди да го подобри впечаток. Греши, ама се труди. Се лаже ДПМНЕ ако мисли дека некого може да замолчи. Граѓаните имаат мака да... Уште еднаш може? Не гледам со очите, иначе... Обврска на власта е да ги зголеми платите, а да се обидува, а не да се обидува да ги замолчува. Тоа е... Чекай, грешка имат. Види, гледај, види. Може? Може. Тоа е уште една скандалозна изјава на Трајко Славевски. И на крајот, пак од почеток. Јас за себе знам една работа. Нигде немам молено за ни една функција. А ја молам за функција, тоа се кажеш. Јас не ве спомнам вас, вие зашто се пронајдовте пак, не ми е јасно. Сега немој да сме тука паднати од Марс. Никој не може да падне од Марс. Оти таму, се уште никој не летнал за да би паднал. Додека братот Маск не најде решение, е спремно го филозофирање. Важно е да се биде барем цврсто на земја.